Некаде на 800 метри помеѓу Голак, Плачковица и Осоговските планини постои место каде што времето оди поинаку. Нема брзање, нема гужва, само пчели, билки и еден млад брачен пар кој се одлучил на едноставност. Николче и Ања не побегнале од градот, тие се вратиле кон спориот начин на живот. Тоа е одговор на едно прашање со кое многумина се борат. Дали е вредно да останеш во хаосот и динамиката? Мојот животен стил и моите идеали што ги замислував не одеа у правец и насока према целта кон која бев тргнат. Значи јас бев тргнат кон чист материјализам, а некако животниот стил и тоа што сум јас се изгуби. Јас се изгубив у цел тој град. Идеално ако живееш на село греото да не произведуваш храна што сепак не зема кој знае колку голем ангажман од времето, а тоа што тука ќе го имаш, те се купува со пари. Мирот, храната, конкретно за Богдан и воспитувањето, природата. Така научив уште од мал да размислувам предприемачки, да пробам да творам нешто свое, нешто што никој нема да може да ми спорува колку ќе работам, кога ќе работам, плюс да уживам во природата тука, работејќи. Едноставно го сакам тоа што го работам. Ај, раскажи ми како ти беше тука, како се прилагоди кога дојде. Искрено, многу добра одлука што донесох. Разлика беше, у Нови Сад ја израснах у стана. За мене природа беше да одам у парко. Кога дојдех тука, гледам природа е нешто сасвим скроз друго. Тука е природа скроз другаче функционира, поотворено, имаш да научиш многу да видиш. Ја не знаех коренче патлиџан како изгледа додека не додех тука. И тоа ми беше многу шокантно, да. Ама на многу позитивно, да. Полнењето мед, како што гледате, е вон сезона. Значи ние медот го чуваме во кофи, во зависност од која паша се вади кај нас покасно, затоа што сме на поголема надморска висина. Значи го вадиме негде август или август. Бојата на медот зависи од самата паша. Од кои цветови или дрвја собираат пчелите мед. Кажи ми за чаевиве, кога е сезона да се берат, дали сите се различно? Па сад се баш погоден е сезона да дојде кога е берба, као што се гледа тука мента, маточина и ускоро почнува мајчина душица, ама тоа е береме у планини, исто и ајдучка треба и кантерион, а од нашите расади маточина, мента и камилица са баш почнуваме да береме. Камилица скоро и при крај веќе доста набравме и после измиеме и спремаме, ставаме на сито да се суши. Во свет каде што сите чекаат брзи одговори, тие нудат нешто различно. Производ кој расте споро со причина. Традиција, вели нивниот слоган, не тренд. Ние со нашиот живот сакаме да покажеме дека има друга опција, дека градот не е единствена опција, дека тука може и се живее многу поубаво. Имаме други вредности, за разлика од повеќето луѓе во градот и тоа што ни се презентира на социјалните мрежи. Сакаме да покажеме нешто друго и дека може да се успее од ваква средина. И не само да се успее, него да се живее убаво. Грљани, село со околу 100 жители. Далечина без интернет сигнал, велат некои. Иднина во која верува едно семејство, велат Ања и Николче.